самата презентација. Така да, повели Александар. Добар ден и од мене. Драго ми е што гледам дека има интерес за оваа тема. Истата гледам дека голем дел од нашите комитенти веќе добро ја владеат, меѓутоа има и нови комитенти, па би сакал да биде нешто и малце обука, меѓутоа и повеќе нели да имаме простори за дискусија и за прашање и така натаму. Ќе ми дозволите сепак еден дел од времето да го потрошам нели на едно кратко подсетување на опциите во самиот програм. Сепак нели овдека имаме и комитенти кои што можеби прв пат ќе прават завршна пресметка преку Helix. Така да од таа причина јас би сакал нели да одвоиме по некоја минута и за едно кратко подсетување на можностите, а секако потоа и во продолжение на истото тоа ќе одговориме на вашите прашања. Јас ќе го вклучам Helix од кај мене на една тест фирма каде што нема многу податоци. Има само доволно колку да може нели да биде појасно на што го објаснувам. Само момент да го вклучам. Верувам дека го гледате сега екранот. Овдека ќе одиме чекор по чекор, ќе ги објасниме нели сите овие односно секоја од овие секции ќе ја објасниме во кратки црти и потоа ќе видиме дали има нешто нејасно. Првиот дел ќе биде за АОП вредностите од мината година. Знаеме дека ако е електронски поднесена не е заложително се пополни, меѓутоа сепак целата постапка вклучува нели да имаме и АОП вредности. Верувам дека сега го следите екранот, така да ќе може да почнеме со постапката. За секоја фирма нели за која што се подготвуваме да почнеме со автоматска пресметка со автоматска завршна пресметка, прво треба да ги ажурираме податоците од минатата година. Тоа го правиме преку менито за АОП, повикувајќи го со претходна година, во овој случај 2019. Овдека, од левата страна, и од десната во моментот, меѓутоа од левата страна е просторот каде што ќе внесуваме податоци, се наредени поред сите биланси, според нивната АОП вредност. Значи, билансот на состојба е најгоре, па билансот на успех, државната евиденција и потоа доаѓаат и даночни биланси кои што во овој момент се небитни затоа што не се битни податоците од мината година за нив. Она што треба секој сметководител да го направи како прв чекор би било да ги внесе податоците од мината година. Значи со самите податоци од претходната поднесена завршна ќе пристапите во пополнување на колоната 5 од левата страна, која што всушност се нели податоци што биле тековни минатата година. Треба да ги пополните сите оние вредности кои што всушност реално постојат. Значи сите три биланса треба да ги поминете. Откако таа постапка ќе ја завршите, значи еве ја сега тука ќе внесам некои тест податоци, например од билансот на успех ќе земеме некои бројки.
И под претпоставка дека сме ги внеле сите вредности што ни требаат, повторувам, од сите биланси, во тој случај сме подготвени да направиме архивирање. Архивирање на мината година представува практично зачувување на оние претходно внесени податоци, овој пат од десната страна, каде што ќе останат запаметени и од таму ќе може да бидат исчитани со помош на правила, кои што ќе ги објасним подоцна, дел од вас веќе добро ги познаваат, и нормално ќе може да се префрлат по потреба и во тековната шеска, односно она што ќе биде претходна година во завршната пресметка за 2020. Оваа постапка се прави рачно доколку всушност не е користена минатите години, односно или е програмот нов, или можеби сега прв пат се обидувате да го искористите модулот за автоматска завршна во Helix. Доколку сепак податоци од мината година има поднесено веќе во Helix, нема потреба ова да се прави рачно, туку може со помош на постапката за почетна состојба да се искористат тие податоци. Ќе го објаснам тоа веднаш. Ова е стандардниот модул за пуштање почетна состојба, меѓутоа во овој случај не станува збор за пуштање на состојби во смисла на салда, туку пуштање само на она што е АОП завршна пресметка. Само АОП вредностите. Значи, ова е тој чекор кој што реално секој од вас би требало да планира да го направи после поднесувањето на завршна пресметка од било која година. Повторувам, првично се повикува 2019, бидејќи тие податоци што сакаме да ги архивираме. Еве овдека, како што гледате, во моментот веќе имам, практично имам ланската завршна на увид, иако сум фактички во 2020 година, затоа што се подготвувам да направам архивирање. Како што гледате, податоците се сними од десната страна. И сега правиме само едно кратко ажурирање. Ова морам да ве потсетам дека е сепак чекор што треба да се помине. И бришење на сите образци. Бришење на сите образци значи бришење само од левата страна, каде што сега ќе работиме практично автоматска пресметка. Да ве потсетам, бидејќи имаше и одредени промени кај државната евиденција. Значи, доколку имате податоци од левата страна за АОП позиции кои што веќе не постојат, значи се укинати оние вредности од 725 па до 771, кои што сега веќе не важат, истите мора да ги избришете како не би ги системот повлекол и не би се добило практично невалиден файл за поднесување на државната евиденција до Централен регистар. Но сеедно, и доколку нема таков тип на промени, оваа постапка практикувајте ја затоа што сакаме да ги имаме само оние вредности кои што
сега во моментот ќе бидат формирани со автоматската пресметка, што ќе биде дел од следниот, нели, од следната етапа на ова излагање. Па би сакал да видам дали овдека има нешто нејасно, ова е релативно кратка постапка, меѓутоа сепак е битно. Би сакал да видам дали тука околу овој дел има некакви прашања. Александар, се слушаме, така? Да. Значи, моментално има едно прашање. Добро. Од Моника е. Да. Вика, кај мене се уште дава податок на ОП 771 и XML го дава грешен. Значи, толку е прашањето во моментов. Така. Значи, 771 податок е од доминатата година, нели се користеше за број на просечно вработени од државната евиденција. Истиот, доколку се има нова верзија, нема да се појавува, односно ќе видиме во следниот чекор, кој ќе ги објаснуваме и самите автоматски пресметки во полето за просечен број на вработени. Сега доколку се внесе податок, истиот ќе се запише во коректната АОП позиција, тоа е 722. Меѓутоа, доколку имате можеби пуштено некој процес пред да бидат последните надградби направено или можеби префрлена почетна состојба со АОП, како сега јас во моментов, нели, што ја покажав со почетната состојба, внимавајте дека тоа мора да се избрише. Ако имате најнова верзија, системот нема да генерира повторно запис на тие позиции. Значи, надградба со најнова верзија и претходно бришење доколку веќе имате вредност во тоа поле е она што е потребно да се направи и верувајте дека нема да се повтори, односно нема повторно да се генерира во тоа поле. Дали имаме некој друго прашање од оваа област? Знам дека не е многу комплексна. Веројатно нема потреба од 10 минути за прашање, меѓутоа сепак ќе дадаме шанса ако некој сака нешто околу ова да праша. Александар, значи има уште едно прашање од Маја Петреска. Вика, да помена, ако е веќе архивирана претходната година во АОП, може да пополнуваш на поле 6. Дали е тоа точно? Па не е тоа праксата што треба да се практикува, затоа што всушност, нели, правиме правила и за колоната 6 од причина што веќе следната година да нема потреба да се прекуцуваат тие податоци, иначе целта на правилата за автоматска пресметка, оно што сега ќе го објаснуваме во следниот чекор, е токму тоа да даде како да се пополнат и петката и шестката. Како колони, петката се разбира читајки од билансот, од бруто билансот, од заклучниот лист, меѓутоа и од други АОП позиции што се однесуваат на тековните, а шестката само со правила како да исчита од архивираната година. Доколку рачно се внесува во шестката, тоа е податок кој што би можел лесно да се избрише и ќе мора потоа рачно да го внесувате повторно, што секако не е пракса што би ја препорачувале. Александар, Миле Јовановски. Пуштам почетно од 2019 во 2020 само АОП позиција архивиран 2019 и пак се појавува АОП 771. Тоа не е проблем. Значи не е проблем што лани имало 771, кој што ќе отиде само во десниот дел на АОП-то, односно кај архивираните. Затоа што ќе можете да си поставите и такво правило да, например, 722 колона 6, овој пат, само оваа година, исчита од 771 архивирана. Значи, во архивираните не е проблем, проблемот е само да не остане во тековните позиции. Еве да се подсетиме, значи зборувам
Зборувам за овие вредности. Еве ќе вртиме. Сега во мојот пример може би ги не се внесени на таков начин, меѓутоа сепак еве. Да. Значи доколку овдека имаме вредност, еве го примерот. Ова е тој момент за кој што зборуваме. Значи гледате во 771, меѓутоа е само од десната страна во синиот дел од табелата, кој што е архивирана. Ние оваа вредност, дека лани имало просечни 3 вработени, оваа година со помош на правило ќе можеме да внесеме овде. Затоа ви велам, не е проблем ако истите се наоѓаат од оваа страна. Битно е од овдека да не бидат. Значи со бришење на сите образци, постапката што ја покажав пред малку, нели? Податокот всушност се избрише, иначе претходно беше тука. Како што она што треба да внимавате, практично овој дел наваму надоле да биде празен. Тука не е ништо спорно. Александар Зоран Пешески. Да. Веќе испратени завршни сметки во ЦРМ, некои се вратени со грешка со образложение за ДЕ образец да се усогласи со претходната година. Дали ова прашање за тука или за понатака во темите? Ова прашање може би е и предмет на поголема анализа, зашто има неусогласување, нели? Значи, целта е сепак да вредностите одговараат онака како што се замислени. Може би токму ова сега што го зборувам, правилата дека се променети, нели, позициите на АОП оваа година, може би треба малце поголемо усогласување на самите правила. Така да претпоставувам дека на прашањево и не можеме да дадеме единствен одговор. Додека не видиме за какво неусогласување станува збор. Еве, ако сака господинот, можеме и да погледнеме на неговите вредности, што всушност на вистина се случува со тие податоци и зашто му јавува таква порака. Марија Спасова, се извинувам ако може повторно да ни кажете како да се архивира претходната година, бидејќи немаше глас и не ве слушнам. Тоа веројатно таа не слушаше. Ако е кратко, уште еднаш 2 клика. Добро, само на кратко. Добро, во ред, ќе повторам сосема на кратко. Значи целата постапка е, сега сум во 2020 година. Одам, рековме, во 2019, како што правиме и било каква друга префрлање од почетни состојби, го повикуваме истиот сервис за почетна состојба, не префрламе ништо друго, значи се деселектирам, и овдека не префрламе никакви салда, туку само АОП завршна пресметка. На овој начин, сите оние вредности што во оваа година, во 2019 биле тековни, ќе се префрлат привремено како да се тековни во 2020, затоа што се очекува архивирањето. А потоа, уствари, нели, системот ќе ги има во предвид дека се всушност податоци од претходна година. Значи, еве го, краток е чекорот, јас ќе го поминам уште еднашка, значи идеме со префрли. Се враќаме во 2020. Задолжително овдека повикуваме 2019, затоа што во моментот ова се тековни податоци за 2019, не за 2020. И еве го она што го зборуваме. Еве дури може да видиме и дека 771 е исто така пополнето. Еве го. Меѓутоа, следниот чекор е архивирање и потоа задолжително бришење. Меѓутоа, само секунда, за да биде ажурирањето правилно, два пати се повикува, овој пат со 2020, бидејќи од левата страна ни треба 2020 и бришење на сите образци. Ова е ситуацијата што ја сакаме да ја добиеме пред да почнеме со автоматските пресметки. Значи, сите податоци од лани, од десната страна,
во синиот дел, таму архивирана година ја гледаме на висна минатата, а во тековна година ја гледаме на висна тековната, за кој што правиме пресметка. Повторувам, овдека не се проблем позициите после 724. Затоа што со правила нема да ги однесеме во тие, туку ќе ги однесеме онаму кај што треба. Александар има уште едно прашање од 073935. Добро. Претпоставам дека од телефонот или нешто како ќе е вклучен. Ако при префрлање на почетна состојба имам штиклирано и АОП, дали е исправно? Ќе се префрлат и АОП вредностите. Најчесто овие два чекори се одвоени, затоа што секако практично сите други салда, состојби, нели, по магазини и слично ги префрламе, штом ќе биде завршено целото материјално и сметководствено работење во таа година, меѓутоа се уште не се подготвени завршените пресметки. Значи, велам, не е практично и најголем дел од компаниите тоа го прават сепак во два одвоени чекора. Прво се префрлаат материјалните, потоа можеби и финансиските податоци или тие две одат заедно брзо после нова година, додека самите АОП, нели, вредности се префрлаат по поднесувањето на завршената пресметка. Така да единствено од практична гледна точка се одвоени, инаку нема ништо страшно и да бидат сите штиклирани. Ти благодарам, Александар. Мислам дека со ова ги црпивме прашањата на првата тема, пошто немам некое ново прашање. Така да те замолувам, ако си подготвен, да преидеме на втората тема од агендата. Да, може. Повели. Штом сме, рековме, завршиле со оваа подготовка и имаме вака подготвена табела на вредности, сега можеме да пристапиме кон процесот на автоматско, нели, генерирање на билансите. Секако, под предпоставка дека нам правилата ни се подготвени. Бидејќи ова е сепак и обука, и консултација, едно кратко подсетување за правилата ќе направиме едно кратко подсетување за тоа како се подготвуваат правилата. Нема да одиме многу во детали, дури знаете дека ќе имате и некои дефолтни предлог правила кои што ќе може да ги превземете од кај нас. Иако морам да потенцирам уште еднаш дека тие правила кои што ќе ви ги понудиме се со цел да ви ја олеснат работата на подготовката, не можат да ја завршат целата работа. Не можат да ги знаат аналитиките со кои што се работи и едно поминување од ваша страна е задолжително. Нејсе, да видиме како се прават правилата. Правила за завршна пресметка. Овдека кај мене се веќе внесени тие така наречени дефолтни. Гледате дека листата е доста долга, а овие ознаки се кратки символични ознаки на она што всушност е во содржината на секој од овие правила. Правилата овој пат се прават по редослед, како што и треба да се извршуваат. Затоа гледате дека со реден број 1 е АОП 202, кој што дел од билансот на успех, и тоа не почнуваме од 201, туку од 202 со многу добра причина. 201 е сума од АОП позиции. За да може таа сума да биде генерирана, нам ни се потребни прво вредностите во тие АОП позиции. Бидејќи 201 е сума од 202, 203 и 206, мора прво да бидат тие подготвени. Значи, нам ни е потребен собирокот, овој и овој собирок, да бидат пред сумата овдека. 204 и 205 не се дел од таа сума, не е пресудно каде се наоѓаат, меѓутоа само заради редоследното бројче, еве, јас предлагам да ги ставиме овдека. Значи, што е поентата? 202 колона 5, тековна вредност. Овдека, значи со промена, односно со Enter, го гледаме како е формиран записот кој што ќе се запише, нели, во
позицијата 202 во билансот на успех. Можете, ако вие при рака и да си отворите и нели образец на биланс на успех, меѓутоа верувам дека добар дел од вас ова го знаат веќе и напамет, дека всушност овие нели позиции се оние со кои што треба да почнеме да подготвуваме. Само момент, јас овде како ќе ги подготвам кај мене. Така, значи за приходи од работењето ми се потребни приходи од продажба, останати приходи и така натаму. Соодветно на тоа ги поставуваме групите кои што сакаме да бидат содржани. Значи, за позиција 202 нам ни е потребно салдото од групата 73 и салдото од групата 74, освен синтетиката 745. Затоа ставаме прв собирок со плюс, му задаваме да прочита од конто, односно од бруто биланс, му кажуваме дека треба да чита салдо, другите се претходна должи, претходна побарува, тековна должи, тековна побарува, вкупно должи, вкупно побарува. Ова е се потенцирано и во видео упатствата и во печатеното упатство, ако ви треба за подсетување. Нели? Потоа со овој изборник обележуваме дека треба да започнува на, ова ќе беше за фиксно конто. Значи, му кажуваме да прочита салда на сите конта кои што започнуваат со 7.3. Тоа го прави овој прв собирок. И секако со предзнак плюс. Истото тоа го повторуваме и за групата 7.4, а во третиот собирок ставаме предзнак минус и ставаме синтетичко конто, со што практично ќе ги изземеме тие синтетики, оставајќи ги само другите синтетики на 7.4 да останат во вкупниот збир што ќе оди на 202. Слична е приказната и со 203, каде што користиме само други групи, 7.5 и 7.6, додека во 206 е она претходно одземена синтетика, која што ќе влезе во вкупната сума преку оваа друга АОП позиција. Значи само 7.4.5 синтетиката. Самата сума се извршува, рековме, после нив, кога се овие веќе подготвени. Значи, овдека обележуваме дека сакаме да читаме од АОП вредност. И во тој случај, првите три цифри се АОП позицијата, а последната цифра е колоната. Значи, АОП 202 колона 5, и АОП 203 колона 5, и АОП 206 колона 5. Тоа го собираме и го ставаме во АОП 201 колона 5. Салдо започнува, тие се небитни кога станува збор за АОП, нели битни ни се само кај контата, меѓутоа се едно се пополнете. Што се однесува до правилата за архивираните колони, веќе ги спомнавме нели во претходното поглавје. Значи тука ставаме правило под кое што ќе се пополнува колоната 6. Не ја пополнуваме рачно затоа што би било многу чувствително, многу лесно може да се изгуби податокот ако рачно се внесе и така. На овој начин зададено му е да прочита од АОП од позиција 202, меѓутоа од архивирана петка. Не тековна петка, туку архивирана петка. Тековната ја пишувавме тука во продолжение, архивираната ја бираме од нели ова паѓачко од паѓачката компонента каде што се архивираните. Реално само петката и се користи.
Така да со самата постапка за автоматско извршување системот сам ќе ги пополни ческите. Правилата може да бидат разновидни, може да се користат освен овие ситуации, значи на сумирање и слично, може да се користат дури и некои кои што земаат одреден процент, како ќе видиме кај даночните баланси, да речеме, ако ни треба само 1%, 2% од некоја вредност, значи можеме да помножиме по коефициент. Еве ќе видиме еден таков пример. Еве еден таков пример, тука ќе отидам во еден друг биланс, ќе ви ги објаснам малце и овие позиции. Овдека задаваме да се прочита од некоја АОП позиција, од некоја колона, но тоа што ќе се прочита од таа колона, од таа АОП позиција, потоа да се помножи по одреден коефициент. Во овој случај само 1% да земе од некоја вредност. Сега, која е таа АОП позиција, сега ќе објаснам. Додека вредностите заклучно со седмица прва цифра се сосема јасни, тие се вредностите од државната евиденција, со осмица прва цифра ние го обележуваме даночниот биланс. И тоа, кога станува збор за ДБ образецот, ја користиме колоната четворка, а кога станува збор за ДБВП, колоната петка. Нели, овдека немаме претходна година, така да за една АОП вредност имаме по едно правило, меѓутоа, имајте го во предвид дека со осмица напред се однесува на АОП вредности што би биле прочитани во ДБ образецот, а со деветка напред во ДБВП. И колоните треба да се внимава дека во едниот се четворка, а за другиот се петка. Тоа е околу самите правила. Значи, самите правила и нивното креирање. Кажавме, имаме видео упатство, имаме печатено упатство и ќе имате и правила. Во тие правила што ќе ви ги дадеме, повторувам, не се внесени сите аналитики, не е ни можно да бидат внесени аналитиките од наша страна. Напротив, внесени се само синтетички конта за да ви помогнат побрзо да ги изгенерирате правилата што навистина ви требаат. Значи, со образецот, еве да речеме за државна евиденција, кој што ќе претрпи најголеми измени, претпоставувам овој период, отвориме и ќе видиме, например, дека за 611 препораката е да се користи дел од синтетиката на 011, а не целата синтетика. И тоа ние не знаеме кој дел. Затоа ваша обврска е овдека да дојдете и да допишете дали тоа ќе биде 0110 или 010001 и така натаму. Ова ќе ви ја олесни работата, но не може да ја заврши целата. Не ги оставите вака затоа што системот во тој случај би ја прочитал целата синтетика и би ја запишал на оваа позиција, што секако не е коректно. Значи, повторувам, тие правила се сепак олеснување, но во никој случај не се замена за она што ќе мора вие на крајот сепак да го направите сами. Веднаш на брзина ќе поминеме малце и околу самото извршување на односно повикувањето, нели, на билансите, автоматика за биланс на успех. Овие случајно се поклопуваат, всушност се работи за нова пресметка. Еве гледаме дека има разлики помеѓу лански и овогодишни податоци и така натаму. Значи, сега во моментот кога ја повикав оваа процедура, системот ги пополни и колона 5 и колона 6. Со тоа што колона 5 ги пополни читајќи од бруто биланси, правејќи суми и ниво пресметување,
Колона 6 секогаш имаше едно единствена задача да прочита од архивираната колона 5 и да ја запише во тековната 6, што е сепак претходна година, нели? На истиов начин секако ќе се извршат и другите автоматски пресметки. Овдека ќе искористам моментот да посочам дека имате контрола. Контрола на ОП. Најдени се неоследности знаеме, бидејќи ова се сепак само тест податоци и не е за очекување дека ќе бидат како такви коректни. Она што вие вистински ќе го работите, односно вашите реални книжења, се разбира, не треба да генерираат недоследности. Има овдека еден Excel за проверка на контроли, меѓутоа морам да ви напоменам дека се работи за еден документ кој што е практично од институциите, од Централен регистар, не е многу скорешно освежен, така да ако не ви врши работа Excel-от, тогаш користете оваа контрола што е помош што ние ја додаваме за да може полесно да ги проверите дали се добро искреирани правилата и нели дали се добро затворени книжењата. Јас еве на брзина ќе пробаме да речеме да поминеме целата процедура. Ја правим затварање на класи. Принципот е секако ист кај сите биланси, кај билансот на состојба знаеме имате дури меѓузбир и главен збир и така натаму, значи уште повеќе се внимава на редоследот на извршување на операциите, меѓутоа тоа ви е веќе вметнато во овие правила што кај нас ги има, така да ако еве ги користите нив, таму се токму така и распоредени, значи извршувањата на ОП позициите, почнувајќи нели од најниското ниво на собироци, па формирањето на меѓузбировите и конечно на крајот на главните збирови кои што се битни за самиот биланс на состојба. Еве тука некои вредности. Соодветно на моите тест податоци, пак ви велам, ова не се валидни податоци од реално книжење на реална фирма, туку само неколку тест податоци колку да може да се види сето тоа. Контролата на ОП и овдека функционира. Најден си на следности, ајде да видим зашто станува збор. Добро. Актива и така натаму. Не се. Во секој случај, да речеме, од користи се тие контролите. Предпоставам забележавте дека во претходната контрола имавме предупредување дека не можеме да имаме нели број на вработени, а да немаме, да речеме, трошоци за вработени и така натаму, што е секако логично. Меѓутоа ова се тест податоци, да не обрнуваме внимание на пораките што тука ги добиваме. Еве го она што го имаме поново. Значи сега имаме податок што ни треба во 722, во 723 и во 724.
Тоа се тие податоци. Суштински нема некоја голема разлика во начинот на креирање на правилата за било кој од билансите. Разликата се разбира само во самите податоци и евентуално во колониите. Еве ни го даночниот биланс и тој е пресметан, подсетувам, ова е правилото 801, ова е правилото 849 и така натаму, кај нас. За ќе видиме во последниот чекор, нели, како се поднесуваат и електронските документи, меѓутоа гледаме дека тие што се за УЈПС имаат посебно копче, додека за централен регистар се генерира еден единствен XML файл кој што ги содржи сите потребни вредности. Јас не би ве задржувал повеќе на ова, сепак знам дека за голем дел од вас ова е добро познато, така да би сакал да видам какви прашања имате. Александар, се слушаме? Да. Добро. Значи имаше неколку прашања до сега. Јас ќе пробам да ги прочитам нив и меѓувреме ако има уште други ќе ги да одговориме и нив. Од ДК, претпоставам ДК книговодство, при поднесување на објаснувачките белешки имаме реакција од ЦРМ за нецелосно пополнетите табели. Дали може да се разгледа опцијата и за нив сами да си задаваме правила? Се тука пред да одговориш, од Зоран Зорки, значи директор од наше, одговорено во врска со објаснувачките белешки, од самиот почеток се малку конфузно пропишани и до овој момент, а и во консултација со повеќе корисници, немаме изнајдено начини за унифицирање на нивното дефинирање. Сепак ова не е дел од агендата за развој во иднина, дури имаме и разговори за оваа година, но без ветување. Дали имаш нешто ти да додадеш на ова повеќе? Па не, потполно се согласувам со ова, нели, ова е дел од оние електронско поднесување на документи, меѓутоа да, секако, значи токму објаснувачките белешки се многу штуро дефинирани или барем немаме екзактни правила се уште. Еве, спомна нашиот директор дека ние во план да посветиме посебно внимание да видиме дали може да се унифицираат тие правила и евентуално во иднина да направиме и некоја доработка во тој дел. Инаку сега во моментот објаснувачките белешки им предлагаме нашите комитенти, им посочуваме да ги користат со помош на првично експорт во Excel, каде што ќе можат потоа врз база на сопствените, нели, врз база на книжењето во сопствените фирми за кои што го водат сметководството, да си ги пополнат оние полиња каде што навистина им се потребни. Добро. Другото прашање од Јадранка Неделковска. Дали е согласен новиот ДЕ образец со контролата во Excel? Тука повторно пред одговараш ти, имаше одговор од Зоки. МС Excel темплейтот беше пропишен од страна ЦРМ и одамна е исфрлен од употреба. Последниве неколку години замените со електронско предавање и контроли, а поранешниот образец беше многу ригорозно ограничен и не постои можност за негово менување. Контролите веќе ги имаме во Helix системот и нема потреба од негово користење повеќе. Да, и јас исто да го спомнав кратко, значи токму така, Excelот е стар образец, не е наш образец, не можеме ништо да менуваме во него, заради тоа го имаме она копче контроли на АОП, каде што можеме пофлексибилно да се прилагодуваме на сите законски промени. Доколку евентуално државата извади нов Excel па да го искористиме како таков, тоа може би, ама сега за сега такво нешто нема. Добро. Зоран Пешески, дали во новата верзија број 1000, тоа веројатно мислим верзија од Helix, од 11.2.2021 е извршена корекција на билансите ДБ и ДБВП во XML формат, бидејќи имаше проблем во УЈП? Колку што јас знам, во тековната верзија на Helix сите образци се коректно прилагодени, подесени, така да нема проблеми, односно голем број фирми успешно ги поднесуваат. Наде. Значи постапката е, прво се пушта автоматска пресметка на биланс на успех, а потоа се прави затворење на класи 4 и 7 и распоред 8 и 9, па другите биланси автоматски да се пресметат.
а ДБ-ВП секогаш дава нула на автоматска пресметка или нешто погрешно правам? Не, ДБВП си дава податоци соодветно, значи треба да се внимава дали се добро креирани правилата. Повторувам, правилата за ДБВП се со префикс 9 и задолжителна колона 5. Да не случајно тука може би кај колоната е нешто спорно. Значи, еве, ќе видиме и кај нас. Еве. Овие податоци сега ќе видиме како се добиени. Јас ќе се вратам кај правилата и ќе се вратам во бруто билансот или каде да треба да видиме зошто се вакви какви што се. Значи во моментот гледаме дека е можно да се добијат податоци и истите да се повлечат соодветно во образците и во XML. Сега нема да го гледам XML, меѓутоа верувајте и во XML се истите. Да видиме како сум ги добил јас овие податоци. Правилата се овие овде. Значи, еве ги овдека. Ќе почнам од 901, затоа што гледам дека 901 е сума од 902, 903 и 904. Јас по кратката ознака го гледам тоа, меѓутоа еве ќе го отвориме за да се видат и убаво собироците. Значи, 902 петка, 903 петка, 904 петка и пополнувам петка. Секогаш петка. Додека самите 902, 903 и 904 се соодветно повлечени од други места, дали од АОП или од конта, тоа е веќе друго прашање. Конкретно овие се од АОП и ова е 201 од биланс на успех. Значи, ако е претходно извршена автоматската подготовка на билансот на успех, ова е веќе пополнето. Тогаш со вакво правило истата таа вредност ќе се ископира и овдека за ДБВП во 902. Значи, на таков начин кај мене беше пополнето. 905 во овој пример што јас сум го ставил е фиксна бројка. Тоа со фиксната не гледавме многу правила, меѓутоа може да го искористиме момент да видиме како се написува фиксна вредност. Значи, ова е фиксна единица. Ништо не чита, ништо не пресметува, едноставно запишува единица. Фиксна вредност. Ово, сигурно. Додека следното, кое што е практично множење на токму со тој коефициент, еве го овдека. Значи го зимаме 901 колона петка и го множиме по 0,01. Зимаме само 1% од вредност. Така да работат правилата, само треба убаво да се внимава како се креира. Наде се заблагодари, јасно викате сега. Добро. Одиме со следно едно прашање кое јас ќе го само спомнам, нема да го пред тоа Јадранка Неделковска. Дали при креирање на налогот класа 8 со 9, законската резерва е сетирана на 15%, а законски е 5%. Дали е сменето сега тоа? Не. Значи, распоредот на 8 и 9 се уште е оставен на корисниците да го прават. Она што кај нас се уште постои, за жал, е таа постара, тие постари правила за распоред, така да тој дел не е ажуриран, меѓутоа ние во план развојно и тоа да го направиме. Се надевам, туку сум сигурен дека за следната година ќе бидат подготвени. Следното прашање нема да го одговараме сега, Александар, ќе го запишеме само, затоа што днес се работи за завршни пресметки. Моника бара еден пример за изработка на каматна листа. Значи го спомнувам прашањето, дека го запишавме и дека Моника може на комуникација да пише од која фирма, зашто не знаеме сега Моника од која фирма доаѓа, ќе го одговориме во секој случај. Да, во секој случај. Следното прашање доаѓа од юзер, значи така се најави на чатот. Дали може да ни испратите некој терк за да го инсталираме за ние од прв пат, попосле ќе го смениме кои конта ни се разликуваат, да не ги обработиме за рачно сите АОП позиции. Мислам дека го одговориме, видам можеш уште еднаш да поставиш. Да, тоа е тоа за кое што зборуваме, значи кратко после завршување на овој вебинар, верувам уште денеска, евентуално најдосно утре изутрина, ама јас мислам дека уште денеска ќе ви бидат објавени
дефолтните правила, тие ќе ги превземете од нашата веб страна и ќе ги вчитате на овој начин. Ленче Галеска, се не знам колку го Само, повели. извини Гоце, само да покажам како се вчитуваат. Ова не го спомнав, овдека. Значи можете, ако сакате сопствените, ако нешто сте се обиделе да направите, да си ги снимите во еден файл, а потоа со превземање на формули да ги вчитате нашите и да ги доадаптирате. Значи тоа е тоа за дефолтните правила за кои што зборував. Ленче Галевска. Мислам да не е слично во прашање како претходното за 8 и 9. Зошто на автоматско затворена класа 8 и 9 се уште се користат старите конта, нема опција да се променат, освен да се влезе во новото се поправат. Ако веќе автоматски треба да не се поправа. Да, тоа е истото тоа што предмалку го спомнав, значи во план ние и тоа да го ажурираме. Има еден предлог од ДК книговодство, предпоставам, и еве еден предлог да се стават обраците со правила и за ТП. За трговец поединец, веројатно си мислите. Да. Добро, ајде, се ова добри идеи, меѓутоа се дел од она што ние го сметаме за развој. А секако дека зона секогаш е нели тежно е кон понатамошен развој на програмот и секако дека ќе имаме и ово во предвид. Уште едно прашање од Ленче Галеска. Мислам дека е повеќе техничко. Зошто кога се креира завршна, мора неколку пати да се влезе и излезе од образецот за да се испишат точните податоци? Искрено кажувам, не сум точно сигурен за кој образец зборуваме. Освен за АОП табелата која што ја посочивме дека треба два пати навистина да се повика, еднаш со претходна и еднаш со тековна година, во другите образци нема потреба да се влегува два пати. Ленче ќе ја замолам евентуално да ни посочи на мејл, на пример биланс на успех, вика Ленче во случајов. На чат допиша сега. Да не е токму ажурирањето на табелата. Можно е првично, ако еднаш се повика билансот на успех, а претходно не е ажурирана табелата на АОП, онака како што спомнав на почетокот, нели, од десната страна претходна година, од левата тековна година, она за кој што подготвуваме завршна и избришани вредности од левата страна, можеби тоа е причината зашто првично системот не пресметал. Или можеби нешто друго во прашање, ќе го имаме во предвид да видиме зашто навистина станува збор. Го запишав јас од Ленче прашањето за тие за анализа што се, па да ќе провериме. Миле Јовановски, во финансово менито имате во вашата верзија за затворење даноци. Дали е опцијата за 130-230 при ДДВ пријавата или? Видете, оваа верзија кај нас можеби е некоја демо верзија, можеби има и повеќе опции од она што комитетот го има. Јас би сакал поконкретно да биде прашањето што очекува комитетот да види. Затоа што сепак нели во моментот не би сакал да отвориме темата во некои опции кои што можеби го прават тоа што го бара комитетот, можеби нешто поинако е замислено. Го поканувам комитетот да ни го испрати неговото мислење и барање, ќе му одговориме подетално ако сме сигурни дека зборуваме за истата работа. Марија, ако може уште една за автоматско преземање на правилата за АОП. Да. Веднаш. Значи, во правила за завршна, во специјални опции, превземање на формули. Се отвара панел и се вчитува како файл. Файл што претходно е даунлоудуван од нашата веб страна. Еве ги овие дефолт правила, што јас практично овие денови ги правевме, гледате и сами во петокот се, например, снимени. Значи, тоа е нешто вакво што ќе го имате, CDS файл, кој што на овој начин ќе си го вчитате и ќе може потоа да го адаптирате. Односно, не ќе може, туку ќе биде ваше заложение да ги адаптирате согласно вашите потреби. Мој сметководител вика, се извинувам, наварено сум под овој број 073935, на вебинаров, инаку мој сметководител, Весна Василевска е за праќање на АОП правилата. Мислам дека го одговориме, така дека ќе ги поставиме на веб страната, ќе може да се ги снимат. Ако беше прашањето за тоа праќање на АОП правилата. Добро. Уште едно прашање ме Александар Лилиткин. Сметководствените било работат со повеќе фирми. Дали еднаш направените правила за завршна сметка важат за сите фирми или за секоја треба посебно да се внесат или постои друг начин за пренесување на правилата? Благодарам. Прашањето е одлично.
Значи, правилата се заеднички за сите фирми, и не само што се заеднички за сите фирми, туку се заеднички за сите години. Значи, дури и наназад низ годините, ако се враќате, тоа се истите правила. Меѓутоа, АОП табелата е секако за секоја фирма засебно, значи ажурирањето на ниво на фирма за секоја фирма што ја води сметководството треба да биде само на АОП табелата, не и на правилата. Правилата се единствени и работат за сите фирми. Бијанка Трајческа. Дали може да се превземат само дел од правилата? Не, фајлот е комплетен и мора да се превземе таков. За жал, вашите други правила ќе ви бидат избришани ако ги превземете овие, така да затоа ви препорачувам прво снимете си ги вашите, ако не ви се допаднат овие што евентуално би ги превземале, едноставно вратете си ги вашите. Александар мисли само да објаснува Александар Лилиткин дека мислел на АОП правилата. Дали еднаш веќе направените АОП правила се завршат? Да. Формулите за АОП, правилата за АОП се единствени и важат за сите фирми. Знам дека Александар е задоволен од одговорот. Уште едно што повикувам дали има уште едно прашање, уште некое прашање на оваа тема, пред Александар да се префали на другата тема. Јас мислам дека овие сите прашања ги одговоривме што излегува на чат. Ако евентуално некое прашање јас сум промашил, слободно препоставете го сега или покасно, ако видите дека не сум го одговорил прашањето, во последната заедничка сесија на прашања ќе можеме да го одговориме уште еднаш. Пошто Александра гледам дека во моментов нема повеќе прашања за оваа тема, те поканувам да се префали само момент. Зоран Растевски нешто пишува, вика правилата се прилично поврзани меѓусебно и од тие причини не е можно нивно делење. Затоа се импортираат само како целина. Ова е коментар од директорот, веројатно луѓето го прочитаа, меѓутоа и ти Александар затоа што се малку повеќе во концентрирано. Точно. Она што јас го спомнав, меѓутоа не му обрнав големо внимание, затоа што веќе спомнав дека се готови. Значи не само што се правилата меѓусебно поврзани, туку и нивниот распоред, односно редослед. Значи истиве овие правила, ако само имаат погрешен реден број, практично нема да функционираат. Затоа што редниот број им кажува по кој редослед мора да се извршуваат. Значи мора да бидат собираците подготвени пред да дојдеме до правилото кое што ќе прави избир од нив. Добро, ви благодарам уште еднаш на сите за овие прашања од оваа тема и го поканувам Александра сега да прејде на последната тема од денешниот вебинар. Повели Александар. Благодарам. Значи последната тема ни е наменета за самата подготовка на, односно електронското поднесување на документите. Веќе спомнавме нешто околу белешките. Ќе спомнеме повторно, нели ќе видиме целата постапка, меѓутоа еве и за оние кои што до сега не го користеле, се извинувам, нашиот програм, јас ќе ја покажам целата постапка. Веќе ги имаме подготвените правила, веќе ги имаме подготвените вредности и нашите АОП позиции се пополнети. Затоа можеме да изгенерираме XML со сите тие податоци. Јас не го спомнав делот за структура на приходи по дејности, може и тоа да го спомнеме на кратко, дека и тоа е составен дел на овој файл. Значи, гледате во оваа форма можете да обележите и доколку не се работи за цела година, значи ако е ликвидација стечај, ако се прави завршна во текот на годината или доколку се работи за нова фирма, ова заложително треба да се обележи, бидејќи во тој случај не треба воопшто да има никакви вредности за претходна година. Значи, меѓутоа сега кај нас еве гледаме некој поопшт пример на некоја фирма која што тековно функционира и нема прекин во работењето. Значи, овдека го генерираме XML фајлот што е наменет за поднесување до централен регистар.
Бидејќи шерувам сега кај мене Helixот, нема да го отвараме самиот XML. Она што е битно да се посочи е дека во него, освен самите вредности, секако се запишани и податоците поврзани со подписникот, а тие се внесени на истото место каде што се внесуваат и податоците потребни за ДДВ пријавата. Значи, овие податоци што ги пополнувате тука, ќе се однесуваат и на завршна пресметка. Спомнав само и структура на приходи по дејности. Не ја обрнавме многу внимание затоа што всушност и нема правила, туку буквално само треба да си изберете дејноста која и да е. И системот согласно тоа нели ќе ја пренесе шифрата на дејноста и износот. Овде како гледаме вкупниот износ на приходот, можете нормално да внесете и повеќе од една дејност, меѓутоа самата постапка е доста мануелна и нема потреба од некое детално објаснување. Меѓутоа и овој податок, како и билансот на успех, на состојба и на државна евиденција се составен дел на истиот XML файл. Што се однесува до белешките, кои што веќе беа спомнати, значи, можеме да ги однесеме во Excel, она е тоа што го препорачуваме, за да може комитетот сам да си ги довнесе оние податоци што евентуално нели би ги немал. Или ако сака, може и веднаш печатена варијанта, меѓутоа претпоставуваме дека е подобро да се користи припремена белешки за завршна пресметка во Excel. Тоа е она што ни треба нели за централен регистар, додека за во UJP XML фајлот се повикува од самиот биланс. Значи, еве го копчето кој што ќе ни го подготви DB образецот. Кај ќе си го снимиме, потоа од таму истиот файл и ќе го нели прикачиме на страната на UJP. Слична е приказната и со DBVP, доколку се поднесува таков тип на образец. Добро, кај мене очигледно не е све подесено, меѓутоа тоа кај вас сигурно ќе биде коректно. Исто така нова работа е и ова поле, доскоро го немавме, меѓутоа додадено во новите верзии. Ако ви е потребно, ако ја немате кај вас оваа позиција, јавете ни за да ви надградиме најнова верзија, доколку нели е потребно да се постави некоја друга година од која што соодветното друштво се определува да плаќа нели годишен данок на вкупен приход. Овдека не би се задржувал премногу на деталите, пошто верувам дека секоја компанија си има свој шеми како си ги снимате фајловите, како ги поднесувате и така натаму. Уште едно мало потсетување за даночниот број зависи од тоа како е регистриран токенот и така натаму. Значи, ако случајно тука знаеше минатите години да јавува доста проблеми, ако даночниот број на пример е запишан во КИПС или во Телеком, можеби на самиот токен со МК, па да треба така и да го поднесуваат и слично. Меѓутоа тоа е она проблематика која што мислам дека веќе не е актуелна и ако правилно регистриран токенот и нели поднесувањето на завршната би требало да оди глатко. Јас немам тука многу што да објаснувам, ова е сепак релативно краток дел, само формалност, така да ако има некои прашања би сакал да... Благодарам, Александар. Има две прашања во моментов, можеби ќе дојде уште некоја меѓувреме. Од ДК книговодство, кај адресните податоци при креирање на фајлот за ЦРМ, секогаш стои Скопје. Зошто не го повлекува градот од внесените податоци за фирмата? Тоа ќе го земеме во предвид како забелешка и секако ќе го провериме и доколку е навистина така ќе го искоригираме.
Јадранка Неделковска, мислам дека за ова нешто спомна ти, меѓутоа уште еднаш, доколку има МК предночниот број за по податоците, прави проблем во XML фајлот. Да, како што ви кажувам, значи проблемот настанува во моментот на прикачување на фајлот од причина што самиот сервис, значи на Централен регистар или на УЈП, не е ни битно, прави проверка помеѓу податоците во фајлот и податоците во токенот. И тие мора да бидат меѓу себе идентични. Значи, тие меѓу себе треба да бидат идентични. Бидејќи вие ги знаете како е регистриран токенот, вие знаете и како да го пополните фајлот, односно податоците за прикачување, оние што ги погледнавме пред малце во генерали. Битно е да бидат исти. Ленче Галевска, ако податоците на составувачот и одговорното лице не се исти, јавува грешка при прикачување на XML фајлот дека податоците не се исти. Повторно уште една контрола која што самиот сајт ја прави, значи предпоставувам дека ако навистина треба да бидат различни, значи ако не знам во едниот случај поднесувате податоци за правниот субјект, а во другиот случај е нели подписникот, односно подносителот на завршната како физичко лице, можеби ќе треба да се обратите и до соодветната институција, затоа што од наша гледна точка технички го пренесуваме податокот што е внесен. Лично не гледам причина зашто не би можело нели да бидат и различни, меѓутоа ако веќе прави проблемот не. Дополнувањето на Ленче Галевска е не може составувачот да биде одговорно лице. Се согласувам, меѓутоа повторно велам, тоа е урнекот и образецот кој што ние го превзимаме од нели институциите и како таков и го пополнуваме со податоците што се внесени во Хеликсот. Меѓутоа, ако тука проблемот настанува затоа што не го прифаќа нивниот систем, веројатно прашањето е за институцијата што не ги прифаќа тие податоци, бидејќи очигледно дека логично да бидат различни. Очекуваме уште ваши прашања, значи благодарам од Ленче Галевска. Очекуваме уште ваши прашања на темава, на последната тема од агендата денешна што беше, ние пошто исцрпивме нашата агенда. Јас би ве повикал, ако меѓувреме и на претходните теми кои беа предмет на овој вебинар, имате прашања, во секој случај ние ќе одговориме затоа што се уште имаме време од она што не беше предвидено. Мој сметководител може уште еднаш да ни повторите постапката каде се внесуваат податоците за составувач и потписник, има в странка. Веднаш не е проблем. Значи, во самата фирма генерали дополнителни податоци. Вториот тап горе, овие. Истите податоци се користат и за ДДВ пријавата. Да не ве буни тоа што пишува податоци за ДДВ пријава, потполно истите податоци се користат и за завршната пресметка. Горан Маго напомена, оваа година ЦРМ бара рачно да се внесат покрајдековните и ланските податоци за ДАЕ. Увидено дека доколку XML фајлот содржи податоци за претходната година, истиот него прифаќа и го отфрла како невалиден. Решение е XML фајлот да не содржи податоци за ДАЕ. Ова е како напомена од Горан Маго. Не знам дали имаш, Александар, коментар нешто ново. Не, искрено не сум запознаен дека мора рачно да се поднесуваат. Во принцип, оваа година поголем дел од товарот на сметководителите ќе биде да ги поврзат правилно податоците, затоа што имаме промена на нели самите АОП позиции. Така да можеби некој од вас и ќе одлучи и да не го прави тоа. Едноставно ќе рече па подобре еднаш рачно да ги внесам, него ли да ги сменам правилата, па потоа да морам да ги враќам назад. Затоа што веќе од следната завршна пак ќе треба да си одговараат АОП позициите. Значи, ако правиме, ако ставаме податок за некоја АОП позиција од
државната евиденција на некоја вредност, таа треба да соодветствува и со ланската. Значи, само оваа година тие не соодветствуваат со истите АОП вредности, туку се во некои други различни АОП вредности, па некојаш дури се и суми од повеќе АОП вредности. Ленче Галекс, ова е само како, ајде да речем, некоја насока за наш развој, супреки биди ако и за СВД и ТП имате правила, па се прави избор на правилата. Мислам дека ова го спомна и некој друг. Веќе го спомнавме тоа, значи да, согласувам, тоа би било еден интересен развој за во иднина. Александар Лилиткин, има пропушено едно прашање, му се извинувам на Александар Лилиткин, сега ќе го поставиме прашањето. Изгледа брзо излева од двата чата, па ми промахнало. Александар Лилиткин, значи викат во биланс на успех, АОП 201 има податок, а во структура на приходи и дености го нема. Зошто, каде грешам? Не би требало, затоа што во структура на приходи по дености, како што и пишува во самиот образец, треба да ја даде сумата, нели, од сите приходи. Еве го, значи 201, 223, 244, значи сума од сите приходи би требало овдека да ни ја покаже. Ако навистина не функционира кај господинот, може од корисничка поддршка и да провериме. Во текот на утрешниот ден може да не... ќе го имаме во предвид, ќе го побараме господинот и да видиме зашто се на збор. Го ставив тоа прашање во оние прашања за некоја накнадна анализа. Дали имаме некое друго прашање? Александар, во ред, мислам дека го одговорив на прашањето, така не знам зашто се појави покасно, не е ни битно, нели, важно го одговоривме. Сега само од која фирма се работи Лилиткин, веројатно Александар ти знае за која фирма се работи, така? Ќе провериме, имаме систем каде што ги имаме евидентирано. Добро, во секој случај Лилиткин, ако се работи за фирма Лилиткин, Александар Лилиткин ќе го замолам само за името на фирмата од која доаѓа, за да знаеме кому да му одговориме. Алопекс. Значи се мисли за Александар од Алопекс. Добро. Добро. Ако нема повеќе прашања, еве уште едно прашање од Тим Ѓоргиевски. Дали правилата за завршни пресметки ќе може да се снимнат посебно со 0, со 1 и со 10%? Си знам? Не ми е баш много јасно прашањето. И мене не беше јасно, затоа го прочитав. Дали правилата за завршна пресметка ќе може да се снимнат посебно со 0, со 1 и со 10%? Тим Ѓоргиевски ќе замолам за да објаснување. Да, и јас би замолил. Околу данокот на добивка вика дека се однесува прашањето. Како што спомнав, значи правилата се единствени и адаптации ќе треба да правите во самите правила. Значи нема да имаме повеќе различни правила, туку на тие единствени правила ќе треба да ги адаптирате соодветно на потребите. Маја Петрескова прашање што малку не е на оваа тема, меѓутоа како најава за можни нови вебинари. Јас ќе го запишам, ќе го прочитам само за сите. Ви благодарам за вебинарот. Идеја, верувам дека на сите ни е потребна кратка обука за новини во софтверот. Например, сега не знам дали имаме таква ни опција, например како да отвориш повеќе форми одеднаш.
Значи имаме него финансово повеќе форми како се отвораат, меѓутоа како се отвораат, значи прашањето не е на оваа тема, меѓутоа еве една идеја за вебинар за некоја друга прилика. Да, би било убаво да речеме во најмала рака нешто ќе подготвиме за да одговориме, не е проблем. Така, го запишеме како прашање. Ако нема повеќе прашања, можеше ми се допаѓа што сме временски многу коректни и точни, затоа што мислам дека на времето сите ни е многу битно сега, 15:26 е. Овој вебинар е значи почеток на нешто што ние сакаме да го правиме почесто и на нашите мејлови komunikacija@zonel.com.mk, info@zonel.com.mk или кој друг било мејл што го имате од наша страна. Јас ќе ве замолам за ваши идеи и размислување што сметате дека треба да биде тема на следни вебинари. Едната тема е интересна како општа тема која би можела да оди можеби еднаш месечно или еднаш на 2 месеци, не е битно, како новитети во софтверот кои би се случувале во тој изминат период. Нели ние вадиме верзии законски и така натака. Јас сакам малку да ве потсетам на вашите мејлови, вие добивате еден така наречена информатор, мој информатор, кој токму е наменет за информации околу новостите на одредени теми кои ние ги работиме во текот на работењето. Има еве сега уште еден предлог од Анета, вебинар за основни средства. Исто така, Анета, ти благодарам за идејата, ќе да го размислиме. Значи Весна Василевска, значи мој сметководител, исто се слага со Маја за обука за новини во софтверот, значи за нешто ново во софтверот. Сега, пред да завршиме, пред да се исклучат слушателите, чисто за наша некоја статистичка анализа на оценка на нашиот вебинар, на самата идеја, на самиот прв вебинар, на самата тема, од директорот имаше еден предлог во смисла на оценка од 1 до 10, како ви се допаѓаше самиот вебинар и самата идеја. Еве Ленче се поправи одма, место 5 ни стави 10, добро. Еве јас ќе се уклучам на крај, значи да ја поддржам идејата дека ќе имаме уште вебинари, но во соработка и со вашите предлози и идеи. Значи оваа оценка е чисто една благодарност од наша страна и за присуството и една статистичка, да кажам, оценка која може да ни помогне само во анализа и подобрување на нашиот квалитет. Од мене благодарам уште еднаш и за присуството и се надевам дека беше содржински успешен вебинарот. Поздрав уште еднаш. Имаше добар коментар од Марија Спасова, вика тоа оценка за да го мотивираме и за следни вебинари. Да. Благодарам, Марија, се слагам со тебе. Сигурно ќе бидеме мотивирани. Сидарта има добар коментар, вика Совет за иднина овие советувања како измени во програмата Хеликс најдобро да се одржуваат во периоди кога сме послободни, а не во време на завршни. Добро, меѓутоа темата беше завршни пресметки, па затоа отидовме сега кога вас ви треба како тема, а во секој случај ние планираме да овие вебинари да бидат почести, што би значило дека би се случувале на многу пофреквентен период, што значи дека ќе има и периоди кога сте зафатени, ама ќе има и периоди кога сте слободни. Уште еднаш благодарност од моје име, ве поздравувам и го повикувам Александар Соент да го затвори семинарот. Да, и јас ви благодарам за учеството, за конструктивните прашања и коментари и се надевам дека наскоро повторно ќе се слушнеме. Пријатно и од мене.